Бајколент. Аудио бајки. Гостин од село. Кај Зоки дојде гостин. Едно селанче од некое далечно село, дете на пријателот од татко му. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот килим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го забави, но бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели: "Вие в село немате високи куќи, нели?" "Немаме," мрмори Толе, како тоа да е виновен поради тоа. "Немате ни кино?" "Немаме." "Ни театар, ни циркус, ни големи улици, ни тротоари, немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни..." "Немаме," одвај лепети Толе. "Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оџаци." Немаме." "Па што имате тогаш?" И Зоки поки, занесен, мисли дека е победник. Толе ја крева главата и почнува да мисли. "Па имаме двор, а вие имате ли двор?" Зоки се чешка по главата. Двор немаме. И петелот го чуваме на таван." Толе се охрабрува. "А имате ли поле?" "Немаме," вели сега Зоки. "Ете, гледаш? А каде ви растат јаболката, крушите, грозието? На терасата?" Зоки се лути. "Добро де, добро, па што друго?" "Немате ни крави," вели Толе. "Ни биволи, ни воденица, нели? Ни поток, кажи." Немаме," признава Зоки. "Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш." Но Толе дури сега се топори. "Како не? А имате ли вие, кажи, планина?" "Планина?" се чуди Зоки. "Кој може да има планина?" "Па ние? До нашата куќа се наоѓа планина." Види, се стаписува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со рацете запретани во тесто. Вели таа, "струјата изгасна. Питата нема каде да ја печам." "Ние в село имаме вршник," вели Толе, "и фурна, а вие електрични печки." Мисли Зоки, мисли и одеднаш се му станува јасно. "Па што, си вели тој, тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно." Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклонетост се насмевнува кон гостинчето од село. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.